Добро вечер на сите. Верувам дека многу пати луѓето се прашуваат дали она кое што Исус го правеше на земјата, а сите знаеме што правеше Исус додека беше на земјата, изгонуваше демони, исцелуваше болни, ја спроведуваше власта која што Бог Отецот му ја даде, дали тоа можеме да го правиме денес и ние и како треба да ја спроведеме власта во името на Господ Исус Христос. Токму на оваа тема, вечерва јас и Јана би сакале да ви споделиме нешто повеќе. Сигурно се прашувате што е тоа Божи авторитет. Авторитет значи право на владење и право да покорува. Целиот авторитет му припаѓа на Господ Исус Христос, односно на Бог, зашто Бог е креаторот на се што постои. Господ Исус Христос пред да дојде на овој свет, тој делеше истата слава и истиот авторитет како Бог таткото. Но кога Исус дојде на оваа земја, тој се откажа од своето место на слава и се понизи за да стане човек. Исус беше потполно покорен на Бог. Тој ниту еднаш не му се спротистави на Божиот авторитет додека беше на оваа земја, а принципот на неговиот живот беше принцип на покорност. На Господ Исус Христос му е даден целиот авторитет на небото и на земјата. Тој стана главата на новата раса, а тоа се децата на Бог. Како што тој го живееше својот живот на земјата според принципот на покорност, така и ние сме повикани да го живееме нашиот живот на оваа земја според истиот тој принцип. Во послание до Филипијаните, 2 глава, 9 до 11 стих, го читаме следното. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секое друго име, и во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото. Значи, авторитетот над злото е само во името на Господ Исус Христос. И ние го имаме овој авторитет како единствен во нашето срце и повикани сме да го спроведуваме практично. Исусовото име над секое друго име. Исус Христос е Господ. И кој верува во Бог, го познава тоа име и действува преку неговото име. Исус Христос, откако воскресна, се вознесе на небото и тој ни даде авторитет преку неговото име да действуваме се додека тој повторно се врати на земјата. Сето тоа би го доловила со еден практичен пример. Замислете еден полицаец кој што има авторитет да го представува законот. Не го спречува оној човек кој што врши криминал или оној кој што вози пребрзо на патот. Значи, ние како луѓе немаме своја сила, како што еден слаб и кревок полицаец нема своја сила за да те спречи или да те казни кога правиш нешто лошо. Но ние имаме авторитет во името на Исус, исто како што еден полицаец како представник на законот има авторитет да те казни кога пребрзо возиш или да го казни криминалот. Значи, ти треба да си духовниот полицаец, односно служител на Исус, кој што не дозволува криминалците, а тие криминалци се болестите, страдањата, да возат низ тебе и низ твојот живот. А кога имаш вера во Исус, таа вера е како штит кој што ги гаси сите огнени стрели на лукавиот. Ѓаволот не може нам да ни наштети, бидејќи ние сме Божји деца, а она кој што ти треба да го правиш е да го спроведеш Божјиот авторитет и ѓаволот ќе побегне од тебе. А тоа го пишува во Словото во Јаков 4 глава во 7 стих каде се вели: И така, покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Јана, дали ние како Божји деца можеме да го користиме тој Божји авторитет како што Исус го користеше? Секако, Јуле, Бог нема да се спротистави на ѓаволот наместо тебе, туку ти вели ти да го направиш тоа. На сето она што доаѓа од ѓаволот, стравот, болката, бедата, ти треба да му се спротиставиш како победник во Бога и подчинет војник на Бога. Сега и ние разбираме дека сме како дел од Исус и имаме авторитет над злото, над болестите, над страдањата. Овој авторитет не сме го заслужиле и заработиле, туку Бог го дава на секој верник. Оваа сила и власт Исус им ја дава на учениците. Тоа го читаме во Лука 9 глава 1 и 2 стих, каде што вели: И ги повика 12-мината, им даде сила и власт над сите нечисти духови и да лекуваат болни, и ги испрати да го проповедаат Божјото царство и да и целуваат болни. Значи, овие ученици не биле учени, не биле посебни, тие само верувале во Исус дека е Господ, но Исус им даде сила и власт над нечистите духови, проповедајќи го Царството Божјо и целувајќи ги болните. Ете, ви давам власт да газите на змии и шкорпии, на секоја непријателска сила и ништо нема да ви напакости.
Лука, 10 глава, 19 стих. Ова е ветување и повик за акција, која треба да ја спроведеме без сомнеш. Значи, бидејќи ние треба да сме послушни на Бога и да го земеме овој стих, кој што е од Божјото Слово, во кое треба да веруваме без да имаме некако сомнеш, односно да имаме некакви докази, за да го спроведеме тоа што е Божја волја, а тоа значи да ги згазиме злите сили и да чекориме победоносно во Христос. Исус ја има сета власт на небото и на земјата и тој дава со оваа власт да действуваат сите оние кои поверувале во него. А овие знаци ќе ги придружуваат оние кои поверувале. Во мое име ќе истеруваат зли духови, ќе зборуваат нови јазици, ќе фаќаат змии, ако испијат и нешто смртоносно, нема да им напакости, ќе полагаат раце на болни и тие ќе оздравуваат. Марко 16 глава, 17 и 18 стих. Треба да знаеш дека ѓаволот е победен од Исус. И во пустината, и кога Исус умре на крстот. Кога ѓаволот мислеше дека победил, тогаш Исус воскресна и одново го победи ѓаволот. Така да непријателот е поразен за секогаш од авторитетот на Господ Исус Христос. Затоа гледај го тоа со духовни очи и погледни ја таа победа во Исус, во твојот живот и во секој аспект од твоето живење. Јуле, како можеме да го користиме Божјиот авторитет во името на Господ Исус Христос со врзување на демоните и демонските влијанија и одврзување на луѓето од демони и демонски влијанија? Така е, Јана. Сигурно ви верувам дека некои луѓе се прашуваат како да постапат со својот син, со својата ќерка, со партнерот, со родителот кои што имаат психички, физички проблем, здравствен проблем, лоша комуникација или пак се работи за физичко и психичко малтретирање врз останатите. Односно тоа се демонски напади, а при тоа тој човек не сака да му се помогне. Во таков случај, верникот кој што е новороден христијанин, кој што има вера која е базирана на Светото писмо, треба да се моли со застапничка молитва за тој човек и да го претпази тој човек од тие демонски влијанија кои што гледаме дека разорно влијаат врз неговиот живот. Ова врзување на демоните, врзување како постапка, доаѓа како принцип на спроведување на власта која што Исус ни ја дава над нечистите сили. И тоа е поттик да одиме не како слаби жртви, туку како победници, луѓе кои што се под Божјо управување, представници на Господ Исус Христос. Господ Исус Христос кажа: "Вистина ви велам, што и да сврзете на земјата, ќе се појави веќе сврзано во небото, и што и да разврзете на земјата, ќе биде веќе разврзано во небото." А тоа го читаме во Евангелие по Матеј, 18 глава, 18 стих. Она што го правиш, прво е го врзуваш непријателот. Непријателот се демоните, демонските сили и кажуваш: "Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и сите нечисти сили и духови под негово управување. Нема сила повеќе врз мене, врз мојот дом, врз моите деца или за човекот за кој што се молиш. Врзани се во името на Господ Исус Христос и немаат повеќе ниту сила, ниту власт врз мене, врз мојот дом, врз моите деца или пак врз тој човек." Потоа го одврзуваш човекот и кажуваш: "Во името на Господ Исус Христос сега го одврзувам овој човек, се одврзувам себе си, моите деца, мојот дом од сите нечисти духови кои што предизвикуваат траума, зависности, демонски влијанија, туѓи манипулации, наметнување на туѓа волја врз мене, врз моите деца, врз мојот дом или врз тој човек. Одврзани сме во името на Господ Исус Христос од се што не е Божјо и повеќе нема никаква пречка за да го примам исцелувањето кое што доаѓа само преку тебе, Господ Исусе Христе." И на крај, после сето ова, ја аплицираш крвта Исусова и кажуваш: "Крвта Исусова е целосно врз човекот, врз мене, врз мојот дом, врз моите деца. Таа не измива од секаков грев, вина, болест, проклетство и од секаква зла сила. Господи Исусе Христе, тебе те прославувам, зашто ти си мојот Господ и Спасител." Навистина интересно. Јана, дали би можела да ни кажеш како можеме ние како Божји луѓе да го спроведеме тој Божји авторитет кога се работи за бактерии, инфекции, за рак или тумор? Секако, тоа е користењето на авторитетот преку проколнување на семето на зло. Но претходно би кажала дека Исус се молел со изговарање заповеди, команди, односно објавување заповедни облици на зборови.
Новозаветната молитва е всушност молитва на вера, односно објавување на она што е Божјо Слово, кое што се изразува низ начин со заповедни форми против проблемот. Кон Господ Исус Христос треба да пристапиме со благодарност, со љубов. И тоа значи да не просиме, туку да благодариме за се оно што Исус го направи по негова милост, е остварено веќе и реализирано во нашиот живот, се оно што ни е потребно. Сега ќе прочитам еден стих, кој што неколку стихови од Марко 11 глава, 20 до 24 стих, кои што се поврзани со проколнување на семе на зло. Утредента, минувајќи, ја видоа смоквата исушена од корен. И кога се сети, Петар му рече: Рави, погледај, смоквата што ја проколна се исушила. А Исус им одговори и рече: Имајте вера во Бога. Зошто вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомнева во срцето свое, туку поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни, што и да каже. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Ако и речеш на твојата планина, значи дали е тоа болка, болест, тумор, рак, без разлика на проблемот, да се фрли во морето, без да се посомневаш, а веруваш во зборовите што си ги кажал, засновани на Божјото ветување, тогаш тоа ќе се случи како што Исус ја проколна смоквата, таа се исуши со се корен и тој проблем ќе се исуши со се корен. Практичен пример. Циста, тумор, страв. Ти си планината со која се соочувам и во името на Господ Исус Христос ти заповедувам да се искорениш и да се фрлиш во морето. Ова беше пример засновано, како што спомнав, со или на Марко 11 глава 23-24 стих. Значи тоа го гледа со духовни очи. Но спомнав дека проколнувањето на семе на зло не значи да го проколнуваш човекот или пак демонот, туку значи да го проколне семето на зло што носи болест или угнетување, како бактерија, инфекција, вирус, канцер, тумор, циста, полипи, да кажеме некоја друга вирусна форма, демки кои што се со вирусна позадина или некое заболување кое што се шири. Ке го проколнеш, како што Исус ја проколна смокват и таа се исуши со се корен во името на Господ Исус Христос. Например, во име на Господ Исус Христос и со силата на Светиот Дух, те проколнувам семе на зло наречено вирус, коронавирус, бактерија, инфекција, стрептокока, кантида, масно ткиво, железда, тумор, циста, воспаление или било која друга бактерија. Умри, исуши се со се корен, откорени се од ово тело и никогаш не се враќај. Значи, објавувате и действувате со авторитетот во името на Господ Исус Христос против сите овие предизвици и против сите овие проблеми, односно непријатели кои што ви прават разни проблеми. Ова може да го објавувате секој ден во името на Господ Исус Христос, односно да заповедате на проблемот да се искорени со се корен, да се фрли во морето во името на Исус. Секако ова беше, како што спомена, проколнување семе на зло, меѓутоа има и друг вид на користење на Божји авторитет. А кога станува збор за чистење на магии при љубоморни луѓе, како Јуле се користи Божјиот авторитет? Така е, Јана. Кога се работи за магии, битно е да знаете дека магијата не е способноста на некој човек само од себе да манипулира кон другите луѓе. Значи човекот како таков нема сила за да манипулира на некој друг човек, туку тој човек е марионета низ кого демоните действуваат. Значи, кога се работи за магии, вие не се соочувате со човечка злоба, туку се соочувате со зла сила, која што не треба, што значи дека вие не треба физички да се пресметувате и расправате со тој човек кој што би направил некаква магија. Силата на магиите е разорна, но невредно, доколку верувате во Господ Исус Христос и имате вера која што е базирана на Светото Писмо. Вие не сте повикани кога се работи за магии да живеете во страв, да сте параноидни. Не треба да се сомневате во вашите пријатели, колегите од работа, луѓето кои што ве обкружува, постојано да сте предпазливи дека некој од нив е склон кон магии, дека нонстоп ви прават магии, или пак од друга страна не треба сето тоа да ве поттикне во безгрижност, или пак друга крајност е да посетувате бајачи гледачи да ви кажуваат дали сте под дејство на магии. Исто така може да добиете подарок врз кој што извршена одредена магиска дејност, односно злонамера, со цел да предизвика неспокој, страдање, болести или немири во вашето семејство. Мотивот на тој злобен човек кој што ви прави магии
е различен. Значи покрај завист, љубомора, одмазда може да биде и задоволството, односно насладата кој што тој човек го добива кога ве гледа како вие страдате, патите или се разболувате. Сигурно се прашувате како да се справите со подарок кој што ви е сомнителен, кога некој ве послужува со храна и пиелок, а се сомневате дека некој ви ставил нешто внатре. Што треба да направите? Како да се соочите со тоа? Како што изборуваме вечерва, вие треба да го спроведете авторитетот во името на Господ Исус Христос. Односно, постои постапка за растурање на магија во името на Господ Исус Христос. Пред да спроведеме оваа постапка, потребно вие во молитва да го поканите Господ Исус Христос да биде ваш Господ и Спасител, да ги споведате вашите гревови, да се покајате за истите, да им простите на оние кои ве повредиле и да се одречете од грешниот начин на живот, од сите магии, од сите хороскопи, од јога, од сето она кој што сте го вршеле во минатото и да го прославите името на Господ Исус Христос. Откако тоа ќе го направите, тогаш можете да пристапите во таа постапка за растурање на магија во името на Господ Исус Христос. Како започнува таа постапка? Она кој што најпрво го правите е го земате магискиот предмет во вашите раце. И тој магиски предмет како изгледа? Може да биде предмет кој што е премачкан со слуз, со некаква течност, предмет кој што може да биде премоткан со конци, коски, клучеви и најчесто таквите предмети изненадно ги наоѓате во вашиот двор, пред прагот на вашата куќа, на работно место и не знаете од каде се. Тогаш го насочувате вашиот поглед кон тој предмет и ја кажувате следнава молитва. Во името на Господ Исус Христос, сега го прекинувам секој контакт со овај подарок или предмет и со намерите со кои ми е даден или фрлен во домот, во дворот или на работното место. Во името на Господ Исус Христос го врзувам демонот на злонамера и манипулација. Потоа, во името на Господ Исус Христос, сега го одврзувам овој предмет од секаква зла сила и зол дух и од секакво демонско влијание, од демонот на угнетување, разболување, несреќи, раздор, сиромаштија и слично. Потоа, во името на Господ Исус Христос, сега го кршам секој завет или заклетва, секој повик на злото, секоја злонамера врз овој предмет и заповедувам во името на Господ Исус Христос, надвор од тука зла сило, немаш повеќе право и власт врз мене и врз моето семејство. Крвта на Господ Исус Христос е врз мене, врз мојот дом, врз моето семејство, со неја сме измиени од секаков смртен грев, од секаква болест, од секакви магии, проклетства и смртност. Господ Исус Христос умре и воскресна и тој не спаси. Вечен живот ни подари и сега тој живее и царува во мојот дом, во моето семејство или на работното место. Но покрај магиите, исто така постојат и други ситуации со кои што луѓето се сочуваат, а со оваа ситуација која што Јана ќе ни каже како да се справиме, а тоа е стравот. Јана, дали би можела да ни кажеш како тој Божји авторитет можеме да го примениме кога се работи за страв, за панични напади или за темни мисли? Да, често луѓето се наоѓаат во некој чувство на неизвестност, опасност за својот живот, за своето здравје и дури имаат некоја нејасна возбуда на безпомошност. Тоа се симптомите кои што укажуваат дека има страв и панични напади. Меѓутоа може човекот да го губи интересот за комуникација со други луѓе, да нема мотив за живење, да се чувствува изморен, одсутен, да има некои мисли кои се неконтролирани, па дури тоа да се манифестира со забрзан ритам на срцето, болка во стомакот, кушење, губење воздух, вртоглавица, чувство дека ќе изгуби свест или ќе умре и слично. Сето ова се симптоми на страв и панични напади. Меѓутоа треба да знаете дека стравот ја убива љубовта кон Бога. Стравот е едно од оружјата кои што ѓавол ги користи, исто како што е бесот, завидливоста, љубомората и слично. Но ти ќе избереш дали ќе дозволиш да действува, односно да влие врз тебе или не. Рековме стравот е дух. Можеби многу луѓе ќе се запрепастат кога ќе слушнат дека стравот е дух, меѓутоа тој напаѓа и не доаѓа од Господ. Ѓаволот го најчесто го употребува за да се почувствуваш невреден, слаб, да те потсети на тоа колку си неуспешен, да го насочи твоето внимание кон нешто друго, со цел да го трне фокусот кон Господ Исус Христос. Но ти не треба да дозволиш да паѓаш во грижи и да го губиш фокусот од Господ Исус Христос, туку во молитва ќе застанеш, ќе ги исповедаш своите гревови, ќе простиш на оние кои што те повредиле, и исто така ќе побараш прошка од Бога.
Треба практично да го примениш тоа, читајќи од Библијата, од Светото писмо, проучувајќи го и размислувајќи го она што Бог го кажува, нели, во Светото писмо, со цел да се спротиставиш на ѓаволот, нели, со авторитетот во името на Господ Исус Христос. Без разлика на емоциите и ситуацијата во која се наоѓаш, ти треба упорно во името на Господ Исус Христос да го спроведеш Божиот авторитет над смртта, односно над стравот, над нечистите духови, преку исповед на Словото и Божите ветувања ни заповед во името на Господ Исус Христос. Заповедај му на сатаната да го повлече сето натрапништво кое се обидело да се наприли врз твоето тело во името на Исус. Значи, спротистави се на ѓаволот, покори се на Господ и тој ќе побегне од тебе. Меѓутоа, не од тебе, туку оној кој што е во тебе, а тоа е, нели, Господ Исус Христос. Осмели се со вера да го изговориш Божјото име на секоја ситуација во која се наоѓаш, прогонувајќи ги нечистите духови, оние кои што во моментот те напаѓаат страв, панични напади, гушење и слично. Исто така може да го користиш авторитетот на врзување на сатанаите и на демоните кои што се наприлија врз тебе и ти предизвикуваат страв, панични напади, гушење, нели, запразен ритам на срце, натрапништо. Исто така можеш да се одврзеш од тие демонски манипулативни влијанија на ѓаволот. Она што е битно е дека Господ ти дава оружје, ти дава победа и сето тоа ти треба да знаеш како да го манифестираш, односно да војуваш. Божјото Слово всушност ти помага, тоа е мечот на духот и ти треба да го знаеш како да го искористиш. Ти треба да се повикаш и на крвта на Исус, кој што е твоја заштита, знаејќи дека крвта не откупи од раката на сатаната, не освети удобно за Бог и знаеме дека ѓаволот бега од тој факт. Во 2 Тимотеј, 1 глава 7 стих вели вака: зошто Бог не ти даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себевладење. Ти не си сам, имаш помошти, тоа е Светиот Дух. Во овој случај ќе ти помогне Светиот Дух, значи тој што ти дава сила, љубов и себевладење. Сега треба да кажеме практични примери како да го користиме во оваа ситуација кога имаме страх и панични напади. Значи, ѓаволот нема да го види со рогови да застане и, нели, црвен костум како на филмовите, туку тој ќе ти наметне непријатни мисли во твојот ум и емоции, деструктивни слики, ќе ти направи обсесија и ќе те плаши. Дури може да ти се заканува за своето здравје, за својот живот, ќе ти наметне некоја мисла во умот дека си болен од рак. И во таа ситуација, како ти треба да го користиш авторитетот? Нормално, дека треба да ги употребиш Божите ветувања, односно Божјото Слово, да го објавиш како највалиден факт, изговорено од Бога преку твојата уста, кое што се однесува на против смртта. Во името на Господ Исус Христос објавувам дека Бог не ми даде дух на страв, туку дух на љубов, сила и себевладење. Јас сум и целен преку раните Исусови. Бог ми е заштита и спасение, моја тврдина. Бог ми е силна карпа и мое пребежиште. Кога ѓаволот, пак од друга страна, те искушува и те провоцира, те напаѓа со некои црни мисли и некои идеи дека ќе умреш, ти исто така треба да му се спротиставиш и да му одговориш гласно од Божјото Слово. На тој начин, што ќе кажеш во името на Господ Исус Христос нема да умрам, туку ќе живеам и ќе ги објавувам делата Господови. И јас не живеам, туку Христос живее во мене. И кој верува во Господ Исус нема да умре, туку ќе живее вечен живот. Значи, ѓаволот не сака верниците да го користат авторитетот во името на Господ Исус Христос. Тој сака да ги заблуди, да ги плаши, да им наметне ситуации на сомнеш и на симптоми, за да им ја ослабне верата и да ги тргне од Бог. На таков начин ќе им фрли сомнеш врз силата на Бог и ќе им наметне страв и ќе им ја сруши верата. Но секако ние тоа нема да го дозволиме, бидејќи ќе го користиме авторитетот во името на Господ Исус Христос. Јулија, кажи ми, кога човек се наоѓа во некоја ситуација на болест, болка, како да го користи Божјиот авторитет кога е потребно и целување на некој човек? Така е, Јана. На сите луѓе им треба исцелување и Господ промисли за тоа и не обезбеди исцелување. Исус додека беше на земјата, тој действуваше со сочувство кон луѓето. Тој ја манифестираше Божјата сила и таа се излеваше од него. Исус во исцелувањето на болните, тој не се молеше со долги молитви за болните луѓе,
туку тој директно ја изразуваше Божјата волја за исцелување на болните луѓе. Исус во својата исцелителна служба, додека беше на оваа земја, тој ги допираше луѓето, полагаше раце на нив, заповедуваше против демоните или болестите, а некогаш само изустуваше збор и се случуваат чуда на исцелување. Од сите овие практични примери на изговарање на Божјо слово, ти треба да знаеш дека со вера во Господ Исус Христос можеш да го спроведеш Божјиот авторитет врз болестите, врз демоните, врз сатаната. А тоа се случува само преку вера. А верата значи акција, односно да се делува. Дали со твојата вера во Господ Исус Христос имаш жива представа за исцелувањето? Во ова насока би сакала со вас да споделам два клучни стихови кои што покажуваат и докажуваат дека исцелувањето обезбедено преку раните Исусови е веќе завршена работа и дека тоа е обезбедено за секој човек кој што верува во овие зборови. Првиот стих го читаме во Прво Петрово послание, 2 глава 24 стих, каде се вели: Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајќи за гревовите, да живееме за правдата. Преку неговите рани се исцеливте. Додека вториот стих го читаме во Стариот Завет, во Исаија, во 53 глава, 3 до 5 стих, каде се вели: Беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го странува лицето свое. Беше презрен и за ништо го сметавме. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија, и казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Колку прекрасно. Преку овој стих ти имаш жива слика, жива представа како изгледал Исус кога беше лажно обвинет, кога беше распнат на крстот, значи беше скршен, тепан, измачуван, бичуван за секој еден од нас. И на него ги зеде сите наши болки, сите наши болести, стравови, сите гревови. Го зеде дури твојот проблем со кој што моментално се сочуваш. Сега погледни го сето тоа како стои на неговото тело. Види ги сите твои рани, твоите скривени прсти, твојот канцер, види ги на него. Во истиот тој миг како сето тоа исчезнува од тебе, зашто веќе не е на тебе, туку е на Исусовото тело. Погледни го Исус како за сите нас беше распнат на крстот. Со неговите рани ние примивме исцелување. Тој умре за нас, но на третиот ден воскресна. Исус Христос е жив и ја победи и твојата болест, и смртта, и сатаната. Бог нам не ни даде сила или моќ за исцелување чуда, па ние да бидеме некои специјални, туку Бог ни даде авторитет за да веруваме дека тој веќе обезбедил здравје, дека тој веќе обезбедил исцелување, ослободување, избавување уште пред 2022 години. А она кое што ние треба да го направиме е тоа исцелување да го објавиме во името на Господ Исус Христос врз нашето тело, врз нашиот дух, врз нашата душа, врз секој аспект на нашето живење. Значи, преку раните Исусови ние се исцеливме. Тоа е веќе завршен процес кој што веќе се случил. Она што нам ни преостанува е тоа да го примиме во нас и да се манифестира низ нас. Но како е тоа возможно? Преку вера. Што значи преку вера? Тоа значи дека треба да веруваме во ова Божјо ветување, во овие Божји зборови, дека преку раните Исусови ние сме исцелени. Тоа треба да го исповедаме од нашата уста, дека се однесува за мене, за тебе, за секој еден од нас. Бидејќи како што Бог кажа да биде светлина и бидна светлина, така кога ќе кажеш и ти дека преку раните Исусови си исцелен, тоа ќе се манифестира и врз своето тело. Како што кажавме, верата треба да биде жива представа. Значи, твоите физички очи гледаат дека моментално, например, имаш рак или тумор. Но, со твоите духовни очи, очите на твоето срце, треба да погледнеш како Исус, распнат на крстот, ги зеде сите твои болести, твојот рак, твојот тумор, ги зеде сите слабости на себе. И како сега се случува проток на Божјата исцелителна сила врз тебе преку силата на Светиот Дух. Кога во ваква ситуација се наоѓаш, дека тоа длабоко да го искусиш како жива представа, тогаш во твоето срце има благодарност за тоа што Исус го направил за тебе на крстот. Се однесуваш нормално, се однесуваш здраво, како да веќе си исцелен, како веќе Господ да те крена на нозе. И така треба на крај да го прославиш името на Господ Исус Христос, бидејќи тој веќе те исцели преку неговите рани. Јана, дали можеш да ни кажеш како практично можеме да го користиме Божјиот авторитет за исцелување во името на Господ Исус Христос?
Секако, Јуле, најголем пример ни е Господ Исус Христос, како можеме да го користиме авторитетот. Исус никаде не се молеше од типот те молам татко и цели го човекот, туку молитвите кои што се изјавуваа се слово со заповед, манифестирајќи ја силата Божја. Значи, да се заповедува е одлика на авторитетот и кој што нели го дал Господ Исус Христос и дал можност кој што он е цар и на цар, ние станавме преку него царство свештенство, можност и ние да го следиме неговиот пример. Значи, Исус велеше, испружи раката и чисти се, излези од него, стани и оди. Сакам, биди и целен, отвори се. Лазаре, излези надвор. Значи, ние треба да го следиме овој пример и да действуваме со верата, која ни дава можност да погледнеме во исполнувањето на Божјата волја, како жители на Царството Небесно и да изразиме таа сила со Исусовиот авторитет. Тоа значи да не се молиме, Господе, дај ни здравие, те молам да ме ицелиш, и цели го човекот, туку да кажеме, ти благодарам, Татко Небесен, што твојата волја се исполни преку Господ Исус Христос, преку неговите рани, овој човек е ицелен и обновен. Погледни го како се реализира тоа ицелување, осознај дека ти си на вистинското место каде што Бог те поставил за да действува со авторитетот. Во името на Господ Исус Христос, сега ќе го споделам практично пример кој што се разбира дека не мора секогаш да биде на ваков начин, меѓутоа овај пример како би можеле да действуваме користејќи го авторитетот во името на Господ Исус Христос. Во името на Господ Исус Христос и со силата на Светиот Дух изрекувам дека овој човек е целосно ицелен преку раните Исусови во дух, во душа и во тело. Друг пример. Во името на Господ Исус Христос и со силата на Светиот Дух заповедувам тело, тоа може да биде некој орган, рака, нога, сегмент, клетка, имунолошки систем, биди ицелено во совршено здравие, функционалност и хармонија сега. Може исто така, трет пример, некоја болест која што имате или некој демонско влијание, да кажете парализо, болест, хипертензија. Во името на Господ Исус Христос, ти си поразена, изгазена под Исусовите нозе. Напушти го ова тело сега и земи си ги сите симптоми со себе. Значи, ова се неколку примери кои што можеме да покажуваат како можеме да го користиме авторитетот. Меѓутоа, исто така, Божиот авторитет може, например, да се користи и кога треба да заповедаш на некоја болка, да ичезне, тоаш не станува збор за демон, туку за некоја алергија, оток или слично, механичка повреда, и тогаш можеш да кажеш во името на Господ Исус Христос и со силата на Светиот Дух заповедувам болко, напушти го ова место. Ако те боли кичмата или главата, ќе го заповедаш тоа во името на Господ Исус Христос, ти заповедаш на болката да замине и потоа ќе ги положиш рацете на главата или пак на кичмата каде што те боли и ќе изречеш и целување во името на Господ Исус Христос преку раните Исусови. Но ако се ова што го споменав, ако не човекот кој што го практикува овој авторитет нема изграден однос со Бога, тогаш не може да има таа вера која што ми е потребна за ицелување. Значи мора да има интимна врска со Бог, значи со Господ Исус Христос, да верува дека Исус плати сте на крстот, да живее со него во заедништво додека тој управува со неговиот живот. Тогаш верата ќе расте. Верата ќе ти даде можност да видиш големата слика, Божјата волја која што ќе гледа со духовни очи на твоите очи. И тога започнуваш да гледаш она кое што Исус го гледаше од Отецот Небесен и потоа го извршуваш. Она што останува е да бидеш упорен и да го спроведе сето тоа. Јуле, дали, знаејќи дека Исус е над природата, над сите закони кои што ги има во природата, над сатаната, над демоните, дали може да се користи Божиот авторитет кога станува збор за промена на клима или климатски промени? Така е, Јана, може и во такви случаи да се употребува Божиот авторитет, бидејќи знаеме дека Бог е над се, Бог е над климата, над природата, над природните закони. Колку е страшно да ви изгледа она кој што се случува околу нас и гледаме по вести, постојано има вести за дека некаде има поплави, цунами, земјотреси и сигурно се прашувате како Бог обезбедил излез од такви ситуации. Би сакала да ви кажам една случка од Библијата во Евангелие по Марко и таа случка е значи кога Исус со своите ученици се наоѓа во коработ, но се случило големо невреме, ветрови, бура
и на тој кораб биле учениците кои се исплашиле, а Исус малку позаспал. И учениците го разбудили Исус и му рекле: "Рави, односно учителе, нели те грижа дека ќе загинеме? Што ќе правиме?" Се прашувале што да прават. Но тогаш што се случило? Што направил Исус? Тоа ќе го прочитаме во Евангелие по Марко, 4 глава, 39 до 41 стих, каде се вели: "И стана, му се закани на ветрот и му рече на морето: стивни, молкни. И ветрот стивна и настана длабока тишина. И им рече: зошто се плашите толку? Како немате вера?" И ги опфати голем страв и говоре еден на друг: "Кој е овој што и ветерот и морето му се покоруваат?" Од овој пример гледаме дека Исус со збор го заповеда на ветрот и морето да стивнат и да мокнат, и тоа и се случи. Господ Исус Христос е жив. Тоа значи, ако го повикаме Исус во време на бури, од земјотреси, поплави, цунами, пожари, снежни бури и други елементарни непогоди, или доколку се сочувате со бура во вашиот живот, тогаш Исус ќе ја смири бурата, ќе заповеда на сите осцилации од елементарни непогоди, на сите симптоми на настинка, грип, вирус, на сите состојби со кои што моментално се сочувате, ќе им заповеда да престанат и да немаат повеќе право и активност врз вас, врз вашето тело или врз вашиот живот. Се разбира дека тоа Исус ќе го направи гласно, но преку вашата уста. Добро слушнавте. Тоа значи дека вие во името на Господ Исус Христос треба да заповедате да престанат сите бури во вашиот живот или сите елементарни непогоди, и тие ќе престанат. Еве еден практичен пример како тоа би можеле да го изведете. Во името на Господ Исус Христос објавувам како што Исус заповеда на ветрот и броновите при бурата и тие се смирија и настана длабока тишина, така заповедувам да се смири тлото од земјотрес, или да се стивне секоја бура од поплави, да се стабилизира водниот тек, или да се смири од стихија, од пожар, цунами, снежни бури. Божја интервенција врз целиот народ, крвта Исусова е врз нив, откупени со раката на ѓаволот, невидливи за злото. Народот поверува во своето срце дека Бог го воскресна Исус од мртвите и со својата уста исповеда дека Исус Христос е Господ и се спаси. Често слушаме и гледаме дека се манипулира со природата, со климата. Има глобално затоплување, се врши загадување на водата, на воздухот, на почвата, на храната. Но тоа знаеме дека е сатанска стратегија која што има за цел да го загрози човештвото. Што треба да направиме во таква ситуација? Еве еден практичен пример. Ова би го кажале: во името на Господ Исус Христос објавувам дека Исус дојде и ги сруши делата на ѓаволот, ја сруши секоја сатанска стратегија која има за цел да сее страв, контрола, манипулација преку елементарни непогоди, труење на храна, вода, воздух, почва. Згазени се под Исусовото стапало и кога смислуваат зло за нас, Бог го свртува тоа за добро, за да се изврши она што денес се случува, а тоа е да се зачуваат животите на многу луѓе. Колку силно и практично. Многу е важно се тоа кое што вечерва јас и Јана го споделивме со вас, да најде практична примена во вашиот живот, бидејќи ние како Божји луѓе, како христијани, сме повикани да го следиме Исусовиот пример, а тоа е да го спроведуваме Божјиот авторитет во името на Господ Исус Христос. Односно, ние сме повикани да бидеме победници со верата во Неговото име и да ги објавуваме од нашата уста Божите ветувања, да ги доживуваме како наша реалност. Сите овие информации кои што јас и Јана вечерва ги споделивме со вас, се дел, односно се наоѓаат во книгите Божјо исцелување, Рефлексија на Христос, Надприродни визии, Растурање на маги, Ослободување и книгата Живе го животот од пастор Константин Кајшаров. Јас и Јана ве поздравуваме и ви посакуваме пријатна вечер. Поздрав! Поздрав!